Добре дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Цветановски, мој денешен гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Добре дојде. Благодарам за поканата, Лјупчо. Бојан, владата, како што кажа денеска, планира земјава да ја направи раскрсница во патната, енергетската и железничката област и да бидеме центар на патните, енергетските и железничките коридори во регионот. Местоположбата го возможува тоа, но еве и ти како председател, нели, на Собраниската комисија токму за економски прашања, труд и енергетика, како го оценуваш потенцијалот и можноста ова да премине ова идеја во дело? Па прилично реален, бидејќи денеска тоа што можевме да го слушнеме од пресконференциите на двајцата председатели на владите, тој е председателот на владата на Република Србија и на Република Македонија, дека Република Македонија веднаш штом се конектира на интерконекторот за газ Александрополи. Тоа е проект кој што ние кога бевме во претходниот состав и управувавме комисијата за финансирање и буџет, дозволивме како заем да помине. Разговаравме и со нашите стратешки партнери, но и како што се случувало во државата, парите биле обезбедени, биле исплатени некои основни средства за нешто колку да се пушти некоја транша кон некого, но не е проектот внесен во реализација. Ние покрај тоа што ќе го интензивираме и ќе се поврземе со Република Грција, веќе размислуваме како да пуштиме и еден дел кон Република Србија за да може едноставно да бидеме конектирани, бидејќи гледаме дека зимата која што е пред нас ќе има сериозни предизвици, а на Република Македонија и треба такво поврзување, бидејќи во моментов за газ има само еден интерконектор, тоа е Жидилово со Република Бугарија, и токму така размислува една влада која што има визија за да ја развива својата држава. Исто така, размислуваме и за брза пруга, која што ќе поминува низ територијата на Република Македонија, коридорот 10, со што преку Република Србија до пристаништето во Солун ќе може да се направи и да се создаде една можност и за индустријска зона покрај таа пруга, но и зашто да не ја завршиме и пругата кон Бугарија, не на оваа траса, затоа што видевме што била целта. Министерот за транспорт предложи и друга траса која што е вредна за размислување. Паралелно на тоа можам да кажам дека ДВ-Бар граничниот премин се реконструира. Денеска министерот за локална самоуправа и директорот на царината беа и преминот Клепало, со што значи дека досадаваме уште повеќе можности за регионална соработка. Вие споменавте и патната инфраструктура. Нормално завршува ревизијата со тоа што било оставено и сите тие вложувања во коридорите 8 и 10 да веднаш по репреговарањето на тие договори, оптимизација на истите, тие ќе бидат ставени во функција, така да Македонија не смее повеќе да биде држава која што е од центарот на Балканот, а не е поврзано никако со своите соседи. Македонија не треба да биде држава која што има излез само на едно пристаниште, туку треба да биде поврзана кон сите соседи, кон сите пристаништа, да стане центар на случувањата и на сите оние коридори кои што вие ги споменавте, бидејќи нашата основна цел е зголемување на животниот стандард на граѓаните. Ова не само интерконекцијата на гасната мрежа, тука е, како што спомена и ти, брзата пруга, која што ќе биде дел од коридорот 10, подобрената патна инфраструктура. Нема да значи само за Македонија, ќе значи многу и за Србија, но и за Централна Европа во превод. Ова ќе биде проект од интерес за многумина, па и за Европската унија. Секако дека да. Министерот за транспорт многу детално ги објаснуваше овие работи и мислам дека граѓаните треба внимателно тие детали да ги апсолвираат, бидејќи не ги објаснува на стручна терминологија, затоа што ако објаснува на стручна терминологија, додатно ќе ги збуни па тие кои што ја разбираат терминологијата, бидејќи такво фијаско се случува во тој сектор, да навистина се правени одлуки кои што се едноставно базирани на нешто кое што е тотален нонсенс. И со тие објаснувања тој кажа дека покрај тоа што ова ќе стане и придобивка за целата, како што кажавте вие, Централна Европа, по течението на тие коридори може од страната, како што кажав, и да има развиток и за локалните бизниси, и зошто да не големите играчи во бизнисот во Европа да не одлучат да вложуваат во Македонија, бидејќи инфраструктурата и транспортот на стоката им е една од најважните детали со кои што носат одлуки. Но она кое што е важно, ние многу ги цениме и грантовите и поддршката која што ни ја дава Европската комисија и така натаму. Да ги однесеме на терен да видат коридорот 8, оној кој што е кон Крива Паланка, каде се испотрошени парите, каде е застаната пругата, зошто 1 километар чини 24 милиони евра, а може да се вози само 60 на километри на час, додека ние им нудиме опција да оваа брза пруга за само од 6 до 10 милиони евра по километар го зголеми можеби за 120% протокот на стока и на патници по основна брзина на движење на некоја кола која што е во моментов воз,
Тоа е едноставно неспоредливо. Ние треба да ги развиваме врските со нашите пријатели на ваква основа, но тоа не значи дека ние треба да ги крадеме и да вложуваме во проекти кои што завршуваат во тунел кој што нема излез од другата страна, туку треба да размислуваме стратешки. И она што е важно, пред само 110 дена ние разговаравме за печатење на учебници, за основни работи, а само за 100 дена разговараме за како да станеме регионален па и европски играч во транспортот и во сите овие поврзувања. Така да сакам да кажам дека наредната година еве сега почнуваме со првиот чекор, го планираме буџетот и ќе се случуваат многу нешта кои кидат во оваа насока. Не треба граѓаните да сметаат дека живеат во мала држава која што е зафрлена некаде на западниот Балкан, туку живеат во држава која што и текако може да стане играч во овие делови кои што вие ги напоменавте од аспект на поврзување. Се тоа што го кажуваш за претходната влада и работите кои што произлегуваат секојдневно од сите министерства, се нешто што не ги изненадува граѓаните. Напротив, мислам дека луѓето би се чуделе доколку не би било така. Зборуваме токму за тунелот кој што завршува во планината и за најголемата инвестиција во рамки на нивното 7-годишно владење, тоа е оној тунелот под Идризово што го ископаа затворениците, ништо друго реално не направија. Но еве работите се раздвижија или барем таква е перцепцијата. Денеска средба со српскиот премиер имаше многу отворени прашања, како ја оценуваш? Ја оценувам позитивно. И сакам да кажам дека Македонија има пријатели и дека ние треба нашите пријателства во Европа и во светот да ги развиваме не на принципијална основа и да размислуваме на начин не на кого што да му угодиме или на каде да ја свиткаме кичмата или една кованица што премиерот многу умешно ги успеа да ги отслика сите нивни меѓународни односи, да полираме некому чевли, туку можеме да седнеме и како рамноправна страна да разговараме за да ја развиваме оваа држава. Погледнете ги само темите кои што се разговараа денеска. Погледнете ги темите кои што се разговараа со унгарскиот премиер кој што во случајов е претседавач со Европската унија. Таму вие нема да слушнете за понижување, нема да слушнете да видите премиер кој што преќутува на наведливи изјави, туку ќе слушнете за интерконектор за газ, за стратешко партнерство, за брза пруга, за нови инвестиции, за вложување или финансиски пакети помеѓу две држави, за како тоа да направите подобар животен стандард, да ги збогатите своите граѓани, да го засилите својот бизнис, да им овозможите посилно образование, здравство и така натака. Ја ќе кажам една работа. Најмногу, ако мене лично ме прашате како граѓанин што ми се допаѓа во изминатите 100 дена, тоа е дека конечно барем до некаде успеа да се нормализира општеството. Дека веќе не доминираат вестите дека некој некаде направил, играл фудбал или испокрал нешто, или дека некаде треба ние да се понижиме, затоа што перцепцијата на меѓународните односи стана тоа во оваа држава изминатите 7 години. И тоа замислете не само што се намалува, туку погледнете го нивниот лидер, уште не обвинува, го обвинува премиерот зашто одлучил да покаже карактер. Ние со такви работи не сакаме да се занимаваме. Оваа држава има квалитетни луѓе кои што имаат знаење и кои што може да го извлечат максимумот за да повторно овие граѓани живеат многу подобро. Така ја оценувам таа средба. Тоа е вашата перцепција и страна. Од друга страна, денеска излегува СДСМ или СДС, како и да ги наречеме, бидејќи тоа многу и не им прилега, и ве обвинија дека со вчерашното пукање во Чаир, владата на ВМРО ДПМН е виновна за се и дека безбедносната ситуација е катастрофална. Тошковски министерот им одговори дека ова е некрофилија буквално што го прават, но еве начинот на кој што тие ви одговараат, вашата позитива која што ја представуваш, од друга страна, виновни сте за се што се случува и за мега зголемениот криминал, така? Па видете, кој е нивото? Комплетно загубени во времето и во просторот, се уште неосвестениот поразот кој што беше пристоен за тоа што тие го прави, иако тие сакаат да го наречат катастрофален. Од лидер кој што 110 дена едно председателство на партијата не може да состави, од една девастирана партеничка група и разбегано членство, тие сметаат дека овој народ едноставно заборава на тоа што тие го направија на оваа држава. Ете, ајде јас да им одговорам со неколку прашања. За тоа каква е безбедносната состојба во оваа држава најдобро знаат неколкумина кои што се уште седат во таа партија. Првиот е Оливер Спасовски, втората е Славјанка Петровска и третиот е Зечевич Миле. Заглавени во некои филмови на подземје, каде што сметаат дека тие кои што тие ги ослободуваа, меѓу кои што и двајца многу високи полициски функционери од Источна Македонија браќа на многу високи полициски функции во минатото, кога го рекетираа градот,
кога ги пуштаат тие банди да диваат дрога по улиците на државата, кога ги направија дотолку моќни да тие после нив ги контролираат и кога истите тие банди, кога сега таа моќ почнува да им се намалува и територијата да им се стеснува, се пресметуваат меѓу себе, сметаат дека некој друг ќе ја превземе вината. Еве вака ќе им кажам. Прво, да си го прашаат Оливер Спасовски кои се тие луѓе и зошто биле санкционирани изминатите 7 години. Второ, да си го прашаат колку чинеше неделната наемнина што директно на такви како него му беше носена од тие криминалци. Трето, да одговори зошто 7 години тие луѓе не беа санкционирани и казнувани, освен последните неколку месеци каде што лично почувствуваа опасност од нив. И понатаму ќе им одговориме на следниот начин. Тие нека продолжат да го прават тоа што го прават, ние ќе го правиме тоа што најдобро го правиме. Криминалот ќе биде санкциониран, овие действија ќе престанат да се случуваат или се поретко ќе се случуваат, зашто вие криминалот не можете да го искорените, затоа што паниката кај тој полусвет доаѓа од гаранцијата од овие дека се недопирливи и од соочување со реалноста дека во оваа држава веќе нема како до сега. Така да нема дискусија, нема правење компромис со криминалот, сите ќе бидат санкционирани и ние одлучивме на криминалот да мудриме директно во чело. Во Министерството за внатрешни работи многу сериозно се пристапува кон секаков тип на криминал, дали било високо организиран, од висок профил, од корупција, од високите кругови на властите или од ваков уличарски тип, едноставно нема да има амнестија кон никого и санкцијата ќе ги стигне сите. Тоа имам да го одговорам за прашање. Случајно или не, но ретко која работа е случајна во Македонија, опозицијата делува многу синхронизирано. Зборувам за македонската и за албанската, додека СДСМ го изнесе законот за бранители, знаеме зошто, за да направи меѓуетнички тензии. Според многумина беа многу вмешани во она што се случуваше во црквата Света Петка во Галате. Ги имаме дуи кои што буквално јавно повикуваат и најавуваат некаква си дестабилизација, пак има и некој марш кој што ќе следува, нели? Ги имавме по раките, по мостовите, подготвени сме, команданте, тука сме и што веќе не. Буквално повик за една дестабилизација од една страна, од друга страна некој сипа масло во огнот, тоа е СДС, од друга страна ги имаме дуи кои што најавуваат дека чизмите од таванот, од подрумот или од каде и да е, ќе биле повторно облечени. Како гледаш на оваа синхронизирана акција на опозицијата која што доживеа дебакл и тоа се случува пред и околу 100 дена влада. Ајде прво ќе започнеме со бранителите, па потоа ќе финиширам и со ова што го кажавте вие за заканите за дуи. Пред да дојам во емисија, видов еден прилог каде што утрината на еден национален медиум гостувала портпаролката на СДСМ и направи еден преседан, еден интересен став, за кој што очекувам да го искоментираат наредните денови. Кажа дека се спремни да разговараат да во законското решение кое што тие го поднеле се вметне некакво решение за да се обештетат и ветераните од ОНА. Ова е официјален став на портпаролот на СДСМ. Јас тука повторно сакам да поставам две прашања. Прво, дали е законот за бранители поднесен со оваа намена? И второ, ако е така, дали доколку евентуално се поднесе некаков таков амандман од некој пратеник, СДСМ ќе го подржи овој амандман. И мислам дека на јавноста и должат објаснување што мислеле со овој став и дали сметаат дека под овој закон треба да ги опфати и ветераните на ОНА и тие да бидат обештетени. Така, Али Ахмети Прости и компанија се многу добро обештетени овие 20 години. Тоа е вториот дел на одговор. И понатака да кажам, ако СДСМ во историјата од 34 години пробивал многу, нема дно кое што не го пробиле, ова е едно од најперфидните дна. Ова е дно кое што јас не верував дека тие ќе го пробијат, да играат со чувствата и емоциите на некои луѓе кои што ја бранеле оваа држава, а и го изгубиле животот. Ние можеме да правиме политика од многу работи, ама има некои работи за кои што не се прави политика. А толку се заглавени и исплашени дека ќе одговараат, ги вовлекува во игра луѓето кои што за мене лично и за многумина во оваа држава се светост и заслужуваат да бидат на пиедестал на секоја почит. Истите оние кои што го одбива овој закон. Истата она која што сега со криминални полусветови шурува, кога градоначалникот на Желено ја креваше на Клоциот таму и кога сакаше да постави споменик и поднесуваше законски решенија знаејќи дека не може да се постави заради заштитна зона на автопат,
Кога го одби Костовски Дарко, градоначалник на Бутел, за да изгради споменик и кога Дарко и даде локација, сега замислете, поднесува закон за врнители. Тоа би го карактеризирал како едно човечко дно и политичко лицемерие кое што досега не запаметено. И за тоа ќе си ја добијат казната. Ајде да поминеме сега кај бизнисмени. Ги видов тие спремни сме команданте, командант казино, алијас Али Ахмети, и командант казино 2, овој Артан Груби, кој што по тоа како и поминаа на изборите треба сериозно да се запрашаат дали веќе треба да го слушаат во партијата. Замислете, ке правеле дестабилизација, јас само се прашувам со кого. Дали со оние кои што изминатите 20 години ги избркаа од државата, дали со тие кои што ги оставија во оваа држава на питачки стап, луѓе кои што без разлика на националноста заслужуваат да имаат подобар живот, и сега тие се закануваат со некаква дестабилизација. Правото на протест е неприкосновено. Уставот го дозволува и се додека се незадоволни од нешто, можат да протестираат. Дестабилизација нема да се случи, затоа што институциите на системот се спремни и жестоко ќе реагираат на секаков обид за дестабилизација на оваа држава. Тоа му е јасно и на Ахмети, тоа им е јасно и на сите тие таму кои што се во партијата и кои што бараат свамка за спас да се спасат од криминалот. Вчера имавме ние еден голем партиски настан каде што премиерот Мицкоски му одговори дека треба да ја реформира партијата, дека треба да ги гледа работите низ призмата на секој граѓанин, низ заголовот на сите заедници кои што живеат во оваа држава, дека треба да се охрабри да ја реформира партијата, а ние ќе направиме се што можеме да му помогнеме. Она што е чувство кај, верувам, најголемиот дел од јавноста е дека ова е буквално кажано можеби последниот очајнички крик, особено на Дуино и на СДСМ за она што го кажа, одговорност се вика, работите полека излегуваат на виделина и не така полека, нели, не знам и не можам ни да замислам, верувам ни ти, што се ќе се најде во министерствата и во институциите, дали со овој дефокус, нели, се кријат, но и од друга страна кажуваат не чепкајте да не правиме бели во превод народски кажано. Па никој не му се плаши на Али Ахмети на таквите како него. Помина времето кога беше како до сега. Помина времето кога стигнуваа на паствијата од Мала Речица и кога премиер на оваа држава требаше да ги брани по телевизиите кога тие играа фудбал. И ова мислам дека е само еден романтизам за едно поминато време кога луѓе кои што беа обременети од корупција мораа да соработуваат со нив, или луѓе кои што едноставно немаа апсолутно никакво мнозинство и мораа безприговорно да ги слушаат и да ги бранат во собраниската сала, додека овие горе на Чифтелија играа и славеа прв албанец премиер. И на нив им е јасно многу дека тоа време е поминато. А уште дотолку повеќе им е јасно што повеќе и албанските граѓани кои што живеат во оваа држава ги имаат прочитано и отворено застануваат позади нив. Таму ќе се случи еден интересен процес. Прво сега се развластени по 20 години, а сега на наредните избори, локалните избори, ќе бидат и поразени. Бидејќи граѓаните во оваа држава видоа во овие 100 дена, ќе видат и во наредниот период, дека може многу поинаку, дека може многу подобро, дека државата може за сите да биде еднаква и да води грижа, дека сите подеднакво ги имаме проблемите, дека ова општество треба да биде растеретено од таквите теми кои што го обременуваат и се користат на оние на кои што им одговара. А какви се тие на кои што им одговараат оние теми? Купуваат трговски центри во центарот на градот, возат Ролекси, Rolls Royce и Мајбаци носат и Ролекси, отвараат компании за трговија на струја и Мепсу им брише долгови од 14 милиони евра, се исмеваат со граѓаните во своите сараи, изнакупувајќи го пола село, додека пола село нема канализација, вие 20 години сте на власт, вие сте го изнакупиле, конкретно зборам за селото Зајас. Во селото Зајас постои спортска сала од кој што никој не знае чива е 12 години луѓето не може да спортуваат, додека овој другиот има направено приватни терени дома. Такви се тие луѓе на кои што им одговараат овие меѓуетнички теми. Времето на тие теми помина. Сега е време на нови теми. На теми каде што ќе има економски напредок, ќе се градат нови училишта и болници, нови патишта, нови железници, интерконектори на газ, ќе се зголемува стандардот, ќе се подобрува животот за сите граѓани подеднакво. Тоа е нашата суштина и тоа е нашата цел. Од тоа насока, одвлекување или правење теми кои што му одговара на некого за да се спаси од одговорност, нема да поминат. А тој што мисли дека ќе се спаси од одговорност, мораме да го разочараме и да му кажеме многу греши, за брзо ќе види дека тоа така нема да оди, дека амнестија нема да има. Дали најдобар показател на
она што се случува во Македонија на политичката сцена е нешто што се случи еден ден пред стодена влада, една убава честитка која дојде на ваша адреса, се викаше анкета од независна агенција која што покажа 45 наспрема 11 преседан, слободно кажано, затоа што најчесто секогаш власта паѓа рейтингот, а опозицијата расте. Споредбено дури и со изборите кои што беа дебакл за тогашната власт, сегашна опозиција, уште полоши резултати за нив и што е исто интересно и преседан, многу подобри резултати и за вас како власт, што е преседан исто така. Па нас ни беше поважен еден друг показател од анкетата, ама ќе го искоментирам прво овој. Кога ќе ги направите, кога ќе видите анкетата, која што е од извор кој што е прилично почитуван и кој што ги има многу најчесто и погодено изборните резултати, точно е дека СДСМ паѓа. Но она што е поважно кога ќе заокружите коалицијата, новата коалиција во македонската опозиција, Левица, СДСМ, ДУИ, сите тие заедно имаат пат, а владината коалиција има раст на изборите. Ние не се фокусираме на креирање на политички теми кои што треба да ги објавиме на Facebook, да имаме видеа, да земеме парите од таму каде што не плаќа тој некој, или да креираме теми кои што го да раздразнуваат македонското општество. Нас најважно ни беше на анкетата кога ги прашале граѓаните кои се нивните најсериозни проблеми. Првото е правосудството, второто е животниот стандард. И токму затоа ние во изминатите 100 дена се фокусиравме на овие две прашања. Ние прво сакаме да ја сузбиеме корупцијата и сега во овој момент вие имате кривичен прогон кој што е јавен со изработени предмети за сегашен пратеник, за поранешен пратеник, за сегашен градоначалник, за поранешни градоначалници, за врховни судии и обвинители и така натаму. И од друга страна вие имате сет на економски мерки, како зголемување на пензии за сите пензионери од 2500 денари, намалени цени во маркетите, борба против оние кои што тие цени одбиваат да ги намалат, бидејќи овој народ треба да живее подобро, контрола на цена на струја, тој дел од анкетите не е на нас поважен. Ние сакаме да се фокусираме на квалитетот на животот, сакаме Македонија да ја направиме едно огромно градилиште и луѓето во оваа држава да видат дека постои надеж, дека надежта се враќа, дека тој што ќе биде изберен на функција треба да работи за народот, а не да креираме политички памфлети кои што треба да не донесат некаде на функција. Таа авантура со овие три партии видовме како заврши. Време е за сериозно засокување на ракавите и за испорачување на тоа што е ветено. Токму и затоа ние рековме не ни требаат 100 дена, од првиот ден почнете со критики. Нас не ни треба еден месец. Тие анкети, да, нормално е, пријатно е да ги видите дека граѓаните го одобруваат тоа што го работите, но стрикно сме фокусирани на испорачување на нашите ветувања. Одите со еден позитивистички пристап и проекти, нешто што е карактеристично за вашата партија, но еве за промена после 7 години видовме нешто што се случи на тие 100 дена влада, имавте отчет и секој ден има и отчет така, на да. министерствата. 7 години не видовме никаков отчет. Да, реално, зашто ќе имаше отчет дека го потпишале преспанскиот, бугарскиот, францускиот предлог го изгласале, двојазичноста, што можеше да има, но еве повторно една промена со црно на бело покажување што сте сработеле малку поинаков пристап од вашите претходници. Па видете, Љупчо, во изминатите 7 години луѓето стварно ја загубија надежта во оваа држава и се случија многу нешта кои што беа многу негативни. Некако граѓаните, како да се навикна кога ќе ги следат новинарите, медиумите, да доминираат негативни теми, гафови, црнила, корупција и сите оние скандали кои што се случува. И ние затоа ја побаравме довербата да покажеме дека може поинаку. Денеска видов министерката за образование дека имала пресконференција, вчера министерот за животна средина, утре ме извести министерот за економија дека тој ќе има отчет. И сметам дека секој функционер кој што ќе добие можност да управува одредена институција или ќе биде во некоја друга институција, мора да биде достапен за медиумите и за граѓаните и да има највисока точка на транспарентност, бидејќи транспарентноста, вие знаете подобро од мене, искусен новинар сте, дека само на тој начин се создава притисок под наводници за да се зголемат перформансите и да бидат што повеќе. Бидејќи ние во моментов не сме на позитивна нула. Ние сме минус 4-5 ката од тоа што треба да е нормала. И затоа ние ги разбираме и одредени критики и очекувањата на граѓаните за овие 100 дена, но нашата цел беше во овие 100 дена да направиме удредна стабилизација за да дојдеме до одредена платформа за да можеме од сега да идеме нагоре. Бидејќи ова што се случи во изминатите 100 дена усвоено беше кажано само тоа. Јас нема да ја потсетувам јавноста бидејќи добро знае дека наследивме испокраден, истрошен буџет,
4-5 месеци плата немале земено луѓе по институции, не извршени обврски кон стопанството, субвенции не исплатени, долгови и сети некакви работи. И затоа ние сакаме со тие отчети да направиме две работи кои што се важни. Прво, тоа што е направено да се каже и да излеземе пред лицето на јавноста и да ги примеме прашањата, да видиме како размислуваат и новинарите, но и јавноста. А второ, да им укажеме на граѓаните дека е почната нова епизода, односно дека сето она што е случено во институциите не се кажува само за да некои функционери се испофали, како што тие го правеа со владиното авионче дека сме почнале преговори, туку да кажеме до овој момент сме го направиле тоа, нашиот план во овој нареден период е тој. Само на таков начин и со тој сериозен пристап можеме да ги менуваме нештата. Ја спомна министерката Јаневска која што имаше денеска пресконференција, најдобрата вест од таму, што засега многумина граѓани е дека министерството и СОНК, синдикатот нели за образование, наука и култура се блиску до решение за зголемување на платите. Фантастична вест. Многу беше напаѓана министерката кога се обидуваше тоа да го објасни. И се сеќавам дека беше така. Но Јаневска е еден одличен менаџер, кој што своето објаснување го кажа на начин на како што е. И она кажа, ја објасни ситуација на следниот начин. Наставник сум, професор сум, сакам да се покачуваат платите, но кога ќе се создадат можности. Јаневска го наследи министерството со долг од 5 милиарди денари. 200 милиони евра некаде. Малку помалку, прилика 100, се извинувам. Не е извршени обврски кон никого, не е испечатени учебници и кажа дека ќе направи максимални можности за да создаде услови за да се покачат платите. Дека во март до година ќе има сигурно, но да го консолидираме министерството и да создадеме услови, тоа е така, економија проста да има пари за да може да се покачат платите. Напаѓана беше и од СДСМ пресконференција и видете што се случува. Неполни 110 дена подоцна, ај што се испечатени сите учебници, ај што се исплатени долговите кон тие кои што се изведувачи, ај каде што во 80% од територијата на државата се воведе едносменска настава, ај каде што сите тие реконструкции и изградба на училишта продолжи, таму каде што беше заглавено со одглави, 18 милиони евра се вложија во реконструкција на студентските домови, заради домаќинското работење се обезбеди средства и да се покачат платите. Покрај тоа што УЈП, Царина и ЈПДП си ја работат и ги наплаќаат средствата и приходите во буџетот растат, затоа што ние секогаш сме кажувале една работа. Пари има ако не се краде. Пари има ако сите си ја работат работата. Сега тие директори на тие три институции, наместо да гледаме скандали од типот на Синџир, милиони евра, фирми од Струмица, неплаќани патарени, фирми за надзор, избори на тендери на компании кои што се несоодветни, сега луѓето си ги прибираат приходите. И токму затоа буџетот има пари да покачува плати. Од она што го знам, дека се во преговори со репрезентативниот синдикат СОНК и дека до крајот на годината, согласно тие средства кои што се приберени, наставниците ќе си го добијат покачувањето на платата, за кое што да бидам појасен, нема да значи дека во март нема да добијат повторно покачување, туку и во март ќе добијат покачување. Што значи дека просветниот кадар во оваа држава, согласно договорот со Министерството за образование кој што ќе го направи, согласно средствата кои што ги има, ќе добие покачување на плати и до крајот на годината и во март до година. Ете така ние сакаме да се грижиме за граѓаните во оваа држава. Во рамки на позитивата која што е во Јурич, да не речам, уште еден убав момент, зборуваме повторно за образованието, но овој пат за високото образование и за најзасегнатите заради оние за кои што и постои. Тоа високо образование зборуваме за студентите, повторно една позитива зборуваме за ваучерите кои што ќе ги добијат за електронски уреди, но и за можноста да аплицираат за проекти чинам до 30.000 евра. Така што убави моменти за оние најзагрозената група која што најмногу се сели за оној одлив на мозоци, една мерка, пакет мерки да ги речам сепак можеби, кој што удира директно на моментот деца седете дома, нели? Така. Па ние не одлучивме политиката да не биде само редење на чевли пред владата, туку од првиот ден се зафативме со тоа, токму затоа утре во собранието имаме една средба, го разгледуваме ревизорскиот извештај кој што е направен од Државниот завод за ревизија, токму за одливот на мозоци, како ова да се спречи, ќе биде присутна и министерката за образование на Комисијата за економија, и ние кажавме дека ќе настапиме со сет на мерки кои што ќе го спречат тоа иселување, затоа и направивме Министерство за демократија, за демографија се извинувам, и затоа бевме критикувани, па зошто сме направили и за млади е токму затоа.
за да може некоја институција овие работи да ги апсолвира како анализа и да ги испорача кон младите. Помеѓу другите мерки кои што ќе бидат активни и за кои што граѓаните ќе видат и ќе бидат пријатно изненадени од новиот буџет, премиерот вчера соопшти две. Првата е дека сите студенти до еден кои што студираат во Република Македонија ќе добијат ваучер од 250 евра за набавка на некој електронски гаджет кој што ќе им помогне да се поврзат со светот и да ги зајакнат сопствените знаења. Тоа може да биде лаптоп, тоа може да биде таблет, тоа може да биде телефон, но ќе им помогне на сите студенти. Тоа се отприлика 13 милиони евра и некаде околу 50.000 луѓе кои што спаѓаат во таа категорија. Втората мерка која што е уште повеќе важна, на сите млади од 18 до 29 години, кои што сакаат да започнат сопствен бизнис, тука да работат, тука да го развиваат бизнисот, бидејќи ние имаме луѓе кои што се млади, кои што се квалитетни, кои што сакаат да успеваат во животот, но системот ги кочи, да им овозможиме и да ги поддржиме со пакети од 3 до 30.000 евра, кои што средства ќе бидат многу одблиску следени каде ќе бидат потрошени и институциите на системот ќе го дадат целиот ноу-хау и знаење за како овие бизниси да успеат и за тоа одвоивме 10 милиони евра. Ова се само две мерки од тие кои што ќе ги добијат младите во наредниот буџет. Значи повторувам, само две од многуте. Ќе имаме мерки и за купи куќа, купи стан. Ќе имаме мерки и за подобрување на студентскиот стандард, на средношколскиот, на ученичкиот и на дузина на сет и мерки кои што младите во оваа држава ќе видат дека имаат партнер во владата. Ние многу сериозно работевме на ова и целиот оној пасус кој што е во програмата на ВМРО ДПМН за млади, целиот пасус ќе биде реализиран и пред крај на мандатот. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме и за оние горливите, зборуваме за одвојувањето на Македонија од Албанија, ќе зборуваме за балансерот кој што в среда е пред Уставен суд, ќе се донесе решение околу него за двојазичноста. Многу теми пред нас, со нас е пратеникот Бојан Стојановски. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Или против, мој гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Бојан, токму сега в среда за 2 дена, Уставниот суд треба да пресече и да донесе конечна одлука околу најзлоупотребуваната алатка минативе години, се вика балансер. Кои се твоите очекувања? Па, кој е да биде одлуката, ќе ја почитуваме. Одлуките на Уставниот суд не се коментираат, но јасно е дека тој закон не ги даде посекуваните резултати. Само видете кој го брани тој закон и ќе ви биде јасно зошто тој закон не бил донесен. Так. Можевме да бидеме сведоци на многу злоупотреби во минатото, бидејќи вие немате никаков начин да проверите дали нечија самоствест е на еден или на друг начин, па така да можевме да видиме дека многумина се пријавува за националност која што не се само за да го исполнат тој балансер и практично немаше никаков ефект во државната управа. Ниту ја зголеми ефикасноста на управата, ниту па нешто друго направи во таа насока. Беше злоупотребуван од претходната влада и сметаме дека таквите решенија полека треба да бидат оставани во минатото, бидејќи се покажаа дека се едноставно неефективни во практиката, а тоа што некој смета дека врз основа на тоа ќе прави некој политички производ заради тоа што вработува сети некакви луѓе сети некаде, не сметам дека е сериозна тема која што треба да биде искоментирана, така да ајде да видиме што ќе донесе како одлука Уставниот суд и потоа да можеме да ја имплементираме. Дали сметаш дека битноста, националноста да биде прв и одлучувачки буквално критериум, го намали квалитетот на администрацијата? Зборуваме за квалитет, кој што треба да биде основа. Независно дали е македонец, албанец, ром, србин, бошнак, како и да е, нели? Квалитетот. Во овој случај имавме нешто кое што од друга страна и во светот се напушта. Во Америка, на американските универзитети, во Европа, сваќаат дека според расата, националноста не може да бидат мерилата, во превод квалитетот мора да биде. Основата на приказката за селењето на децата е вработувањето, знаеме, по партиска линија, по национална линија, каква и да е, но никогаш по квалитетот. Ќе прекине овој тренд? Па ќе прекине, мора да прекине, бидејќи не може да кажеме дека подобрило нешто во администрацијата, која што ниту стана побрза,
ниту стана попрофесионална, ниту стана, па би рекол, можеби и поорганизирани во рамките Требаше на да ја нејзиното намалат, постоење. прости, тоа беа Па ветувањата ветуваа како дека ќе ја опозиција. намала, дека ќе правеле трансфери кон приватниот сектор. Не видовме такво нешто, бидејќи од сите тие ветувања кои што како теми пловеа во јавноста или ги имаше во воздухот, ништо од тоа не се реализира. Ние не треба да носиме политика која што почива на одредени, би кажал, такви прашања кои што се карактеристични за 19-тиот век. Ајде да отидеме малку понапред. Ајде да размислуваме за теми кои што се современи, да ги почитуваме сечии права и да ги почитуваме луѓето како индивидуи и како квалитет. Бидејќи не е важно дали некој е од една или од друга националност, на крајот сите тие лоши одлуки нас не чинат. Бидејќи во здравството не е важно дали некој од било каква националност, туку дали е квалитетен во тоа што го работи. Истото и со образованието, истото и со администрацијата, и затоа стигнавме на едно такво дерече да бидеме држава која што нема никаков организиран систем и во кој што обични работи каде што некаков каков таков организиран систем треба да го обслужи граѓанинот, почнаа да убиваат луѓе. Тоа не треба повеќе да се случи. И она кое што сакам да го кажам, за радост на граѓаните, а за разочарување на онаа коалиција која што претходно владееше, за ова имаме постигнато и согласност внатре во коалицијата. Дека треба да се мери по квалитетот на тој кој што ќе биде предложен, дека не треба само да ги гледаме луѓето како процент или како националност, туку треба да ги гледаме како луѓе кои што може да дадат одреден перформанс во реализирање на одредено ветување кое што е дадено пред граѓаните. Затоа што се додека одиме на таков еден наратив, кој каква националност е, нема да престанат да се полнат автобусите во Желино, во Сарај, во Кондово, во Кичево, во Берово, во Делчево, во Струмице, тоа нема да престане. Нашата цел е тоа да престане. Ние сакаме да направиме еден многу силен скок квантен во однос на се она кое што било во претходните 34 години. Да покажеме дека има нова генерација со нови разбирања. Да ги цениме луѓето заради тоа што се луѓе и заради тоа што заслужуваат третман од државата и од системот. Не заради тоа што се припадници на одредена националност. Уште еден закон најде на нож неговото отворање, зборуваме за законот за двојазичноста, популарно наречен, или законот за употреба на јазиците, закон донесен исто така во времето на, да го речам слободно, заевизмот, оние матни времења кога се носеше преку трупа само за да се задоволат нечии коалициски апетити или пак на нашите соседи, како и да е, но никогаш не за Македонија, македонските граѓани. И овој закон ќе биде отворен од страна и на Уставниот суд, закон кој што главното мериторно тело во Европа, зборуваме за Венецијанската комисија, го отвори и рече дека има милиарда дупки и дека е непотребен и закон кој што нема да биде функционален, што и се виде дали во суштина во пракса. Па тоа е еден од законите за кој што директно се укажува каква криминална банда ја управуваше оваа држава, на кој што не им беше важно тоа што кажуваат европските институции кои што се реномирани и почитувани како Венецијанската комисија, се додека треба нешто од оваа држава да се украде. Декларативно беа европјани, а всушност европјани беа само заради еврата. Так. Испокрадоа се што може да се испокраде, ама тие беа најголемите европјани и видовме како заврши таа нивна европска авантура. Сега да се вратиме на законот. Тој беше закон кога во предизборието во 2016 година Зоран Заев одлучи дека треба да кокетира со националните чувства на сите граѓани во оваа држава. Го донесе тогаш законот. Тогаш ќе ве потсетам командантот, како го нарекува, јас ќе го кажам, имаше едно интересно име, командантот Пиво, автократот од Форино, ги изфрли во континер, ги фрли амандманите на ВМРО-ДПМН. Ние тогаш вака велевме. Ние ги почитуваме различностите на граѓаните во оваа држава. Ние ги почитуваме сите оние белези кои што некои го прават различен, но овој закон вака нема да помине, бидејќи едноставно е противуставен. Не така требало да биде, ние сме биле разни квалификативи ни лепеа. Стигна од Венецијанската комисија оценката, мислењето, дека тој закон е спротивен на многу народно, меѓународно воспоставени практики, правни практики, така натака. И покрај тоа одбиваа тој закон или тие забелешки да ги поправат. И оној партизиран уставен суд, каде што омилената нивна судијка стана и председател на судот,
го држеа во фиока и токму сега кога е му притреба на некого да игра на ниски страсти, го вадат повторно на светлото на јавноста. Граѓаните треба да бидат мудри да не наседнуваат на вакви трикови. Треба да видиме дали тоа мислење од Венецијанската комисија што содржи детално, да биде ефектуирано и да почитуваме одлуката на Уставниот суд. Бидејќи во таква форма како што е донесен, на кој што им одговараше на токму во тој момент тие што ја водеа државата, Зоран Заев, Али Ахмети, Артан Груби и Бујар Османи, треба да знаат дека на тие политичари, на такви политичари им одговараат токму вакви теми во јавноста. Повторувам, граѓаните да знаат дека тој закон е напишан погрешно и дека Венецијанската комисија има мислење кое што укажува на истото и дека токму ваквата тема со ваквите закони им одговара на луѓето како Зоран Заев, Бојан Маричик, Бујар Османи, Артан Груби и Али Ахмети. Толку имам да кажам за оваа тема. Овие европјани во наводници што ги наброја и нивните зводеанија беа причина за да пред 10 дена Европската унија не подели или оддели од патот кон ЕУ, кој што веќе стана историски, да не се лажеме, 30 години, не оддели од Албанија, сето тоа благодарение на она што се случуваше минатите 7 години, затоа што да не се лажеме, пред 7 години ја бевме многу понапред од Албанија, но тие работи некако се повторуваат историски, македонски и ако се сеќаваш бевме во ЈАТО, во НАТО, бевме подобри од Хрватска на воено поле. Јас се сеќавам следев одбрана, бевме подобро оценети, ние немавме воен рок, тие имаа воен рок, воено стратешки сето тоа, но дојде тоа што дојде Букурешт и повторно заради нечија уцина, тогаш зборуваме Грција, Албанија и Хрватска влегоа, ние останавме надвор, па мораше да се случи Заев за да, нели, името и сето така и натаму и натаму. Но еве, не одвоија од Албанија, нешто што премиерот го протолкува како изживување, што реално и е од Брисел. Ова е акт на Брисел, да не се лажеме, да, под притисок и на Бугарија, сето тоа е заедно одиграно, но сепак ова го стори Брисел. Па конечно некој требаше директно да каже што е сето тоа кое што тие луѓе ни го прават на нас. И тука треба човек да биде некогаш коректен, ама некогаш треба да биде искрен. И е изживување. Факт е дека е изживување, бидејќи никој досега не дал и не платил толку висока цена колку што платија граѓаните на Република Македонија за членството во Европската унија. Никој. И константно добиваме предизвици, константно добиваме нови препреки, нови пречки. И ако за претходно можевме да кажеме дека тие препреки се нелогични, како што и ова, за ова сме си самите криви. А зошто сме самите криви? Бидејќи корумпирани авантуристи, продавајќи го европскиот сон, дозволија да потпишат договор и екзибиционистички прифаќајќи ги обврските што не може да ги исполнат и не донесоа во подредена ситуација кон друга држава. Уште тогаш и вице-премиерот Николовски и премиерот Мицкоски велеа дека сето ова се прави со интерес да некој не доведе во ситуација да Албанија не помине на европскиот пат. И да не одвои, а тоа беше кој друг ако не Бујар Османи. Министерот, за кој што одговорно и ден денеска тврдам, повеќе се грижеше да за надворешните работи, тоа му го признам, ама за надворешните работи кои што се внатрешни на другите држави околу нас, наместо за нашиот интерес. Тој испадна најдобар министер за надворешни работи на Бугарија, сега видовме дека испадна и најдобар министер за надворешни работи на Албанија, но испадна катастрофален министер за Македонија. Многу резил истрпевме со него. Ај што истрпевме резил, туку директно ги удри во темелите на оваа држава, со што дозволи да потпишеме договор кој што нас свесно знаејќи дека ќе не закочи, за да може Албанија да не помине во европскиот пат. И ова што се случува е навистина смешно кога го гледам како Венко Филипче се препелка ВМРО ДПМН и она која што отворено лажеше на пресконференција портпаролката нивна или сети некакви од таа партија кои што сега 10 пати донесоа датум. Од 26 јуни 2018 имаме датум наводно. Па кога ќе видите сите тие функционери на СДСМ кои што наместо да седат на обвинителните клупи сега ни делат памет по телевизија и не обедуваат дека ние сме го закочиле европскиот пат, треба многу добро да се вратат на назад и да видат што тие направија за да дојдеме до ова дередже. Зошто земаа обврски кои што не може да ги испорача? Зошто склучуваа такви договори? И замислете, без никаков срам излегува нивниот лидер, за кој што ако некој треба да одговара, тој е прв он,
во оваа држава и е срамота што правосудните органи во оваа држава дозволуваат да шета по телевизии представувајќи се како лидер на опозиција наместо да одговара за сите тие злодела кои што ги направи и вели затоа мораме ние да ги донесеме уставните измени час поскоро. Замислете уште до каде оди таа сервилност. Како на него му било нејасно, како за 100 дена ние сме го окочиле европскиот пат. Која е елементарната и суштинската разлика? Ние велиме со одложено дејство, за да имаме гаранции, за да не се случува 20 политичари, маргиналци во политиката во Бугарија да не кочат. За да не се случува поранешен премиер кој што беше сликан со пиштол на масата, со 500 со банкноти од 500 евра, со златни прачки да ни ја одредува европската иднина, туку да направиме нешто кое што ќе го заштити интересот на нашите граѓани, тој уште продолжува со сервилност и ни го продава како политика која што ние треба да ја прифатиме. Различно е многу, Лјупчо. Но за сите тие работи кои што ги направија, нас ќе ни треба период да тоа го исправиме и да им укажеме на сите дека ние не сакаме никаква милостина, дека ние како држава без разлика што сме мали и најмал народ на Балканот нема на никого да му обришеме чевли и нема да дозволиме да не потценуваат и да си живуваат со нас. Имаме став, имаме план, имаме визија и треба да не почитуваат како еднакви на нив. Имаме и кичма, Робе, така? Апсолутно. И ние таму им кажуваме, сакаме да бидеме дел од тоа семејство, ете ги критериумите од Копенхаген, ајде да работиме и да ги исполниме условите за да бидеме земја која што нема да тоне во корупција и криминал, каде што нема да не караат амбасадори кои што вложиле стотици милиони долари или евра за да се подобриме во таквите системи, а ние само ги крадеме тие пари и стануваме полоши, и да не зборуваме за вакви теми и да не стануваме предмет за политичко подкусурување за потребата на нечии избори на нечии партии во друга држава. Ајде да не дадете шанса да докажеме дека сме подготвени и дека сме доволно и храбри, и квалитетни, и компетентни да бидеме дел од тоа европско семејство. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам за поканата, Лјупчо. Ми беше чест. И на мен. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.